Утре во Скопје треба да се случи 4-та парада на гордоста по првата во 2019-та. Во пресред на овој настан разговараме со Ирена Цветковиќ, членка на организацијскиот одбор на Скопје Прайд. Благодарам што сте дел од програмата на 360 степени. Фала на поканата. И Санела Шкрије, пратеничка во собранието, дел од мнозинството, дел и од интерпартиската парламентарна група која треба да работи на напредување на правата на ЛГБТИ заедницата. Благодарам што сте дел од овој разговор. Благодарам за можноста. Цветковиќ, мотото е гласни, горди. Што е пораката? Горди, како и секоја година, затоа што искуствата на растење со срамот дека сте различен од мнозинството се искуство кои што ја одбележуваат нашата заедница. Од тука кога излегуваме горди, велиме дека не се срамиме од тоа што сме, се додека не повредуваме други луѓе, а гласни затоа што живееме за жал во мрачни времења. Оваа година како ниедна досега не подсетува дека борбата за еднаквост и за слобода е нешто што трае вечно и никогаш не еднаш за секогаш извојувана, но она што како заедница сме го покажале е дека обстојуваме, дека сме гласни и дека не можат да направат да не постоиме. Заради тоа е слоганот оваа година. Каков е протоколот на настанот? Ова го снимаме во паркот Жена Борец. Колку што знам, тука е закажано збирното место, така? Да, почнуваме од тука, се собираме од 17 часот, некаде до кај 19 часот, кога имаме кратки говори и потоа се упатува поворката од овдека до парк. Таму стигнуваме, значи од 19 часот до 20 часот маршираме, а политичко-културниот програм започнува од 20:30 во стадионот на АРМ и ќе трае според законите до 1 часот по полноќ. Колку и да е сугестивно прашањето, досега немало проблеми во смисла на насилство. Се разбира до фрлања од лево од десно имало на парадите. Како очекувате дека ќе биде овој пат? Имало инциденти насилни на луѓе кои се заминале дома после парадата, да, но на самата парада да. не. И овој пат се очекуваме дека нема да има никакво насилство. Ние секоја година маршираме мирно и тоа е уставно загарантирано право кое што го има оваа заедница. Се плашам дека реториките на омраза, кои што се зачестени годинава, особено во месецот јуни, допринесуваат. И се плашам дека овие изолирани инциденти можат да се појават и заради тоа изготвуваме многу јасни и стриктни безбедносни протоколи кои се делат на сите учесници и ги замолувам по овој пат да се придржуваат до истите, затоа што на крајот на криштата важно е да сме живи и здрави. Секако. Шкрије, имате координација на ниво на интерпартиска парламентарна група? Дали заеднички ќе присуствувате на парадата? Да, секако дека имаме координација, имаме редовни средби и внатре како пратеници и пратенички кои што сме членови и заедно со граѓанските организации, секако дека ќе бидеме присутни на парадата. Значи ние сме горди што во нашата држава по 4-ти пат се одржува парадата, која што секогаш е еден многу позитивен настан кој што ги шири пораките за еднаквост и толеранција во нашето општество. Секако свесни со она што го кажа Ирена, дека никогаш немаме конечно остварување на демократијата и човековите права, дека се соочуваме со предизвици, дека се соочуваме со силни антидемократски, антиродови движења и токму затоа ќе биде уште поважно да бидеме присутни и ние од собранието и представници на институциите за да испратиме таа порака дека не отстапуваме од борбата за едно општество. Ако треба да ја споредувате атмосферата кога се случи годината кога се случи првата парада 2019, атмосферата во општеството во однос на оваа тема и сега што би рекле? Има разлика. Очигледно е дека има разлика затоа што сме сведоци. На подобро или на полошо? За жал во однос на реториката не, затоа што сме сведоци дека изминатите 2 години и тоа се случува глобално, значи на Европа и во нашиот регион и во Америка имаме силни антидемократски, антиродови движења кои што ја поттикнуваат и ја заоструваат таа реторика. И токму затоа ќе повторам ќе биде уште поважно да ние представниците од интерпартиската парламентарна група, представниците од институциите во владата да
бидат присутни на настанот за да ја испратат пораката дека како држава сме решени да одиме напред во остварување на тие вредности. Пред да ве прашам истото прашање, има најава за присуство на високи политички представници, на државни представници на парадата? Подржувачи од политиката и од дипломатскиот корпус секоја година има тие некои се најавуваат, некои само доаѓаат. Тие обично не се во првите редови, да, што е и добро, што веројатно. и добро, тоа да. сакав да кажам. За нас е најважно да бидат нашите луѓе тука и особено нашата заедница и нашите подржувачи на улица. Се друго е добре дојдено, но не е најважно. Вие кога ќе ја споредувате атмосферата од пред првата парада и денес, што би рекле Цветковиќ? За жал, полоша атмосфера. Од 2019 до оваа година немаме дури ни напредок, што значи имаме уназадување и тоа е нешто со што би рекла не се должи на намалување на демократските капацитети на граѓаните, туку на нееманципација на граѓаните. Македонија од секогаш била радикално, драстично радикално хомофобично општество. Но тука ќе морам да бидам критична, обврска на властите, обврска на естаблишментот е да произведува демократски настроени граѓани, а тоа го нема. Не ли се случи некакво позитивно поместување 2017 кога се случи промената на власта или беше само очекување и надеж дека ќе се случи промена? Надеж огромна и големо разочарување денес, затоа што и покрај добрите намери на дел од луѓето во политиката, вистинска системска промена која не значи донесување на еден закон за недискриминација, кој што нашите соседиве, например, Косово го има 10 години, повеќе од 10 години пред нас. Значи системски влог во креирање на граѓани, особено млади, на која е демократски настроена, не само кон сексуалните и родовите малцинства, туку кон се што се перцепира за различно во ова општество. Ние не успеваме меѓуетничка толеранција да изградиме, а камоли прифаќање на ЛГБТ заедницата и за тоа има виновник. Виновник е тој што ги држи конците во рака или тој што управува со институциите на системот кои што произведуваат граѓани. Ни едно човечко суштество не се раѓа со ставови и вредности, туку ги добива. Шкриел, вие сте дел од тој систем, предпоставам не ви паѓаат лесно забелешките на представниците на граѓанскиот сектор на оваа тема. Прво сте шеф на кабинет кај министерот за труд и социјална политика Мила Царовска, потоа сте пратеничка во собранието, велам дел сте од едно мнозинство што требаше да биде прогресивно. Но и двете велите во последно време се случува нешто друго. Зошто? Како да има еден расцеп во СДСМ, ама како да преовладува ова поконзервативното крило во однос на прогресивното. Видете, јас морам да констатирам дека прогресивните политики во општество секогаш ги носела владеечко мнозинство кое што било предводено од Социјалдемократскиот сојуз и тоа е неспорно. Вклучително и последните и законски измени кои што се донесоа, она што сега се случува, дополнителни усогласувања што треба да се случат со Законот за спречување и заштита од дискриминација, одржувањето на првата парада и сите понатамошни е во време на влада предводена од СДСМ. Така да тука е неспорно, меѓутоа факт е дека она што ни недостига е да ги изградиме тие системски чекори како да стигнеме до нови генерации кои што ќе бидат отворени и ќе ги ценат и слават различностите. И по мене клучот тука е во образованието. Значи не зборуваме тука само за она што значи што исто многу актуелно сеопфатно сексуално образование за кое што се дигна нели исто така голема фама во јавноста, туку зборуваме за образование кое што се потпира на принципите на интеркултурализам, на родова еднаквост и на инклузивност. Тоа е новата концепција. Сите бевме сведоци каква реакција имаше и знаете, истата група е таа која што реагираше против новата концепција, против сеопфатното сексуално образование и таа која што сега се противи на Законот за родова еднаквост. Така да секогаш ќе ги имате тие антидемократски движења кои што кога ќе забележат дека се прави обид да се направи исчекор во позитивна сила, нели ќе удрат и ќе се обидат да ги мобилизираат, како што рече Ирена, сите оние за жал неинформирани групи во општеството. Ама има такви и во структурата на која што вие и припаѓате политички и идеолошки. Она што за мене е важно е дека партијата како партија останува
на она што е вредност и што мора да биде социјалдемократска вредност, а тоа е еднаквоста. Затоа што сепак нели и Министерката за труд, социјална политика и владата повторно предводена од СДСМ го предлага новиот закон за родова еднаквост и јас сум сигурна дека тој закон ќе биде донесен. И токму зошто е битно и зошто е толку важно донесувањето на тој закон, затоа што ќе постави многу построги обврски и за локалните и за централните власти, за да не оставиме на нечија интерпретација што значи родовата еднаквост и еднаквите можности, дали сака или не сака нешто да спроведува. Туку нели ќе има јасна рамка што треба и локалните и централните власти да прават. Цветковиќ, што е тоа што толку многу ги иритира групациите кои што се противат на донесување на закон за родова еднаквост? Можете ли со едноставни зборови да објасните што очекувате и барате вие да се регулира со законот, а што е тоа што и пречи на другата страна? Оно што е официјално соопштено од страна на МПЦ е дека законот за родова еднаквост ќе ги загрози децата и семејството, но не објаснуваат како. Од тука искрено наједноставно би рекла дека им пречи тоа што постоиме. И во таа смисла можам да зборам во моје лично име, ова е моја земја, јас сум овдека родена и овдека живеам. Во оваа земја почитувам закони, плаќам даноци и нема да дозволам да ме избришат оние што си ја присвоиле како само нивна. Она што го уредува законот за родова еднаквост е машинеријата, системот, државниот систем кој што ќе се грижи за родовата еднаквост. Ништо повеќе. Ниту го уредува семејството, ниту го уредува односите на родителите и децата во едно семејство. Зошто некому му пречи терминот родов идентитет и сака да го заменува со еднакви можности за мажите и жените? Јас исто ќе ти за многу лошо, ама ќе ти одговорам со прашање зошто на верските лидери не им пречи сиромаштијата. Зошто не им пречи невработеноста, зошто не им пречи иселувањето на младите, канцерогениот воздух и загадената почва. Значи, тоа се мене ова ми делува на организирана пропагандна идеологија, чија што цел е зачувување на статус квото, зачувување на погубното патриархално општество во кое што одредени идентитети уживаат привилегија на сметка на другите. Се зборува за родова индоктринација, така? Да. Задира ли на било каков начин родовиот идентитет, законот кој што би требало да се донесе во семејството на вистина? Апсолутно не. Апсолутно не. Ако нешто задира, тоа во еден вид на секташки караван кој што го прават верските заедници заедно со антиродовите организации, индоктринираат деца во училишта, делат флаери, ги носат на трибини во кои што им зборуваат против овие демократски идеи, носат некакви филмови кои што се пропагандистички, кои што доаѓаат од режисер кој што самиот се идентификува како теократски фашисти, така натаму. Во таа смисла некој врши индоктринација тука, насилна, но тоа не сме ние. Шкријел, вие сте убедена дека законот ќе биде донесен, тоа го кажувате повеќе реторички или навистина тоа ќе се случи, оти законот уште не е ни на влада усвоен, така? Јас навистина верувам дека законот ќе се донесе, затоа што ние на по повод овогодишниот 8 март, тоа го изгласавме во собрание како еден од заклучоците во организација на клубот на пратенички. И сите пратенички, без оглед на партиската припадност, гласавме за тој заклучок дека овој закон мора да биде донесен до крајот на оваа година. Ќе потсетам дека и самата партија на маршот што го организираше по повод 8 март и министерката, нели, како представничка на партијата и председателот на Социјалдемократскиот сојуз го најави истото тоа. Така да навистина верувам и знам дека постојат и пратенички, и пратеници, и функционери, нели, секако во соработка со граѓанското општество без кое што ниедна од овие битки не би можеле да ги извојуваме, дека ние, значи, ќе се бориме и ќе го донесеме овој закон. Знам дека е можеби несоодветно да прашувам за ставовите на другите, но што велат колегите од ВМРО, ДПМН и колегите од ДУИ? Ако го следиме гласањето,
по однос на заклучоците на овогодинешната трибина организирана по повод 8 март во собранието, за жал морам да констатирам дека дел од колегите не беа присутни, не гласаа, така да можеби тоа доволно зборува, но пак ја повторам дека сметам дека мнозинството и сметам дека во овој случај жените пратенички на вистина ќе бидат едногласни, како што сме биле едногласни и за други закони, затоа што на крајот на криштата станува збор за борба за унапредување на родова еднаквост, на позицијата на жената, наспроти оние структури кои што ги спомна Ирена, кои што се обидуваат да го задржат статус квото во нашето општество. Знаете ставот на премиерот на оваа тема? Премиерот сам на овогодинешниот марш ги најави овие заклучоци. И законот за родова еднаквост и промените во изборниот законник за поголема застапеност на жените, така да јас значи од она што јавно и отворено го има кажано премиерот дека го поддржува овој закон. Има уште еден закон кој што е статусно понапред од овој за матична евиденција, но нема најави изгледи дека ќе биде донесен. Знаете што се случува со него? Тој е поднесен од страна на иницијатива на 5 пратенички, ако не се лажам, 5. Но се уште не е ниту на дневен ред ставен, така што искрено немам голем простор за оптимизам. Тоа е за правно признавање на родот. Меѓутоа, она што е... Тоа е практично спроведување на една пресуда на Европскиот суд. Да, тоа е законско решение кое што ги тангира една ограничена бројка на трансродови луѓе во оваа земја и никој повеќе од таа група. И за жал кажувам дека можеби сега нема да биде донесен, но јас сум сигурна и убедена дека некогаш ќе биде донесен. Јас само ми е жал што ќе изгубиме неколку години во тој процес. И тоа не ние, ќе изгубат луѓето на кои што најмногу им треба тој закон. Во пресред на парадата на гордоста стигна најава од Македонската православна црква дека неколку дена потоа, на 29 јуни, тие организираат протест. Како ја доживувате таа најава? Како ја коментирате? Демократско право, како и на секој да излегува на протест. Како некој кој што е сограѓан, како некоја кој што е сограѓанка на луѓето кои што ќе одат на тој протест, ја само би кажала, се надевам дека со иста жар и посветеност ќе се борат и за други прашања и ќе ги потсетам пред само неколку недели, 2, ако не се лажам, лицето со попреченост кампуваа пред владата. Јас седев со нив 3 вечери таму и не видов ниеден од верските лидери да дојде и да даде поддршка, а слушнав хорорични приказни за тоа како е да се живее со попреченост и со примање од 5000 денари месечно. И во таа смисла ги повикувам веќе наредниот ден да излезат и на друга тема. Шкријел, вие и ваш коментар за најавата за протест на МПЦ? Па и јас исто би рекла дека тоа е демократско право, меѓутоа сметам дека сите општествени чинители имаат навистина одговорност во тоа што комуницираат и како комуницираат со јавноста. Јас го видов соопштението и морам да реагирам на нешто што беше наведено, а тоа е дека двата закона се обидува по скратена постапка да се поменат несобраниските филтри. И морам да кажам дека е неточно. Предлог законот за родова еднаквост воопшто не е во процедура, другиот закон е пуштен во редовна постапка, токму нели за да ги спречиме таквите инсинуации дека некој се обидува на брзина да помине нешто. И исто така ќе се придружам на тој апел дека со подеднаква жар треба да ги браниме сите, особено ранливите групи во нашето општество и да се застапуваме за унапредување на правата, нели буквално на сите, а не само на тие што одговараат на нашата идеологија. Цветковиќ, што се другите проблеми на заедницата акутни во овој момент? Она што насилството е секогаш клучен проблем на ЛГБТ заедницата и она што е поразлично, што за жал сега го забележуваме оваа година, е зголемување на насилството, особено на јавни простори, особено од непознати лица. Ако до пред една година насилството беше генерално во семејството, во некој потесен круг на соседи и пошироко... Кој е нападнат? Кои се нападнатите? Луѓе кои се нападнати во такси, на улица, во кафуле од непознати личности. И затоа апелирам, насилните реторики мора да престанат, затоа што реалните жртви се тука меѓу нас. Последниот случај од овој викенд, каде што жена нападнала тројца момчиња, претпоставувајќи дека се ги физички ги нападнала. Останати случаи имаме речиси на секој втор ден. Оно што е втор проблем на заедницата е што овие случаи не се пријавуваат во полиција. Едно затоа што генерално довербата во институциите не е многу голема на нашето население,
Но второто е тоа што ЛГБТ луѓето не се чувствуваат дека се доволно заштитени и се плашат дека ако пријават, за нив ќе дознаат најблиските, ќе дознаат нивната сексуална ориентација. Така што овие напади, микроагресии во јавен простор и така натаму остануваат забележени само во нашите архиви, во архивите на граѓанското општество. Што може парламентот да направи повеќе на планот на упредување? Парламентот може на да правата, направи- освен се разбира овие Така. два закона за кои што зборуваме. Може да направи прво во поставување на пример во она што значи јавна реторика и јавен дискурс. Ние сме многу пати сведоци дека токму во собранието има говор на омраза или говор кој што поттикнува омраза кон особено ранливите групи, кон ЛГБТ заедницата. Знаеме дека говорот на омраза многу лесно води до насилство дела на омраза. Така да јас секогаш апелирам до моите колеги и колешки, нели во нашите натрепартиски препукувања во собранието да се воздржуваме од говор кој што поттикнува омраза и насилство кон особено ранливи групи. Значи не е само носењето на законите, тука и надзор над имплементација на законите, но пред се сметам дека реториката, јавната реторика, реториката во јавниот дискурс и како ја поставуваат функционерите и дека мора особено да внимаваме како носители на јавни функции, кои пораки ги испраќаме до јавноста, што е прифатливо, а што не. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Ви посакувам достоинствен и мирен собир. Фала на Благодариме.